Представничкиот дом на Американскиот конгрес скоро едногласно го усвои законот за воведување нови санкции врз Русија, Иран и Северна Кореја, што сега треба да го одобри Сенатот, а потоа и да го потпише председателот Доналд Трамп. Законот е усвоен со 419 гласови за и 3 против, што покажува дека и републиканците на председателот Трамп биле за овој закон. Делот на законот кој се однесува на Русија треба да ја казни Москва поради незиното мешање во председателската кампања во минатата година, нешто што постојано го негира председателот Трамп. Председателот на Комитетот за надворешни работи, републиканецот Ед Ройс, пред гласањето изјави: This is a very important bill. These three regimes in different parts of the world are threatening vital US interests and they are destabilizing their neighbors. It is well past time that we forcefully respond. Тој додаде дека Русија, доколку не биде контролирана, ќе ја продолжи нејзината агресија. Конгресменот од Калифорнија, демократот Джоакин Кастро, пак оцени дека станува збор за неопходни санкции, особено кога станува збор за Русија. These sanctions are a clear signal that the United States will hold President Putin and his close associates accountable for their actions. They are also a declaration that Congress can and will act even when President Trump refuses to do so. Законот за новите санкции предизвика отпор кај председателот Трамп, кој вложи приговор. Несогласување со најавените американски санкции изразија и сојузниците во Европската унија, кои предупредија дека тие ќе имаат последици врз европските компании, кои се вклучени во заеднички енергетски проекти со Русија, како на пример Северен Тек 2, гасовод за снабдување на Европа со руски газ под Балтичко море. Белата куќа по изгласувањето на законот во представничкиот дом соопшти дека председателот Трамп се уште не решил дали ќе го искористи правото на вето и оти тоа ќе го сторел по гласањето во Сенатот.